Штип е општина која нема крстосници со семафори. Две од постоечките крстосници се преадаптира и сообраќајот се одбива во кружен тек. Новото сообраќајно решение сега им ја отежнува работата на автошколите, за кои во програмата за полагање на возачките испити постојат и вежби со светлосна сигнализација, кои сега кандидатите може да ги видат на теоретската настава преку проекции на филмови, помошни материјали кои се користат за обука со теоретска настава. Бараат начин да се надмине проблемот со тоа што општината ќе им изгради полигон со семафорско решение, каде кандидатите ќе се обучуваат за возачи. Во градот во овој момент не постои ни една светлосна сигнализација, ниту пак може да се одржи оваа вежба. Постои надлежните ќе мора да размислуваат за вакво решение, а исто така градот ќе мора да размислува и за се уште постои на практичната настава за обука за изградба на еден добар полигон, кај што ќе може да се врши обука на кандидатите. По својата форма и содржина, полигонот може да биде мултифункционален и да се користи за повеќе намени, смета Рогожарски. Но дали ова е обврска на општината и зошто автошколите бараат општината да го реализира овој проект, за кој велат дека тие не се во можност да го исполнат, бидејќи за нив е прескапа инвестиција. Сепак полигоните се скапа работа, огромна површина која многу тешко ќе може да биде направена од било која автошкола, а и да биде направена и искористена, тоа би било мощно скап, тоа би ги направило автошколите со астрономски цени, бидејќи тоа на крајот кандидатите ќе мора да го платат тоа. Автошколите во Штип за практична обука на кандидатите за возачи сега го користат полигонот на Сдруженијето на возачи, а инструкторите ги користат и другите слободни површини кои се во градот за полигонско возење, меѓу кои и полигонот кај аеродромот Сушево, вели Рогожарски. Во Штип има 4 автошколи, од кои годишно произлегуваат околу 600 возачи. Во градот се гради трет кружен тек за одвивање на сообраќајот. Од општината засега најавија семафори на крстосницата во населбата Сењак, каде од технички причини изградбата на кружен тек би било невозможно.